Најпрво благодарам што сте тука. Сакам да се заблагодарам на бугарската држава за реакцијата. Таа беше многу пријателска и братска реакција и се надевам дека македонците што се во болниците во Бугарија ќе се вратат сите живи. Како што кажавте, корупцијата убива. Во Македонија корупцијата уби најмалку 60 луѓе. Тоа се све партиски луѓе на една или на друга партија или луѓе кои што и на едната и на другата партија и плаќаат за да бидат недопирливи од законот. И она што е многу чудно е што сега власта обвинува некоја друга власт, а година дена е власт. Значи треба да почне да расчистува од сопствените редови. Не сакам да импровизирам, меѓутоа мислам дека може да се откријат лесно и партиски линии во позадина и подкуп на доста од општинските структури. Мислам дека трагедијата е толку голема што никој нема да се извлече. Бесот на јавноста е толку голем што нема ни една пиар кампања, ни една телевизија, ни една пропаганда нема да успее ова да го покрие. Мора да се најде кој е одговорен. Как е возможно да си кмет, од колку години беше кмета на Кучани и премиера од ВМРО ДПМН и премиерот да те нарича доблестен човек и че од тебе ништо не зависи во таа трагедија? Не е возможно. Веднаш ќе кажам, не е возможно. Не може едни да бидат виновни, а другите да бидат чисти. Не се чисти. Не се ни доблесни луѓе. Имали се време да направат се што е потребно за да биде запазена процедурата. И не се го направиле тоа. Значи, треба, добро е што даде оставка кметот, меѓутоа оставката не е доволна. Оставката е само да не може да продолжи да прави исти такви дејства. Треба да се утврди точно кој е виновен. Младите луѓе сега и родителите и сите оние кои што се засегнати од несреќата ќе бараат да се прекине со корупцијата. Затоа што ако не ја пресечеме корупцијата ќе убие повторно деца. Не е само примерот во Кочани на оваа корупција. Секаде во Македонија е исти случај. Не може и не смее да се продолжи со еден принцип на фалсификувани документи. Секоја власт вади фалсификувани документи. Дозволата била од другата власт, овој ја дал, оној не ја дал, била запишана во регистарот, не била запишана во регистарот. На крај излезе дека никој нема дозвола во Македонија за кабаре, а премиерот рече дека тоа било кабаре таму. И затоа полицијата отишла во 3 часот. Значи, не е јасно се уште колку е прекршена процедурата. Се знае дека е прекршена, меѓутоа треба да се види кој се учествувал во прекршување во целиот ланец. И инспекциите, и полицијата, и градоначалникот. Сите што се инволвирани треба да бидат изведени пред лицето на правдата. И да не се бара вината во починатите. Гледам дека се прави замена на тези. Тие што починале донеле пиротехника, тие биле виновни, не може да ги гонат. Не. Вината е во тие што ја практицираат власт. И старите и новите. Значи да не се разберем погрешно. Јас не барам на Мицко да он да каже. И он се меша таму кај што нема место. Треба се одговорат инспекциите, полицијата, општинските власти. Сите имаат надлежност таму. Пожарната служба. Така што најдобро би било да не се меши, да не прави пропаганда од ова, туку да помогне да се расчистат работите. За това, което говорим в тази връзка, има един много показателен случай от Струмица. Има. За който, особено в социалните мрежи, македонците са много гневни. Обяснете за какво става дума. Се зборува дека луѓе блиски до премиерот имаат исто така без дозвола дискотеки во Струмица. И гневот е оправдан. И она што последно го знам денеска, значи во вторникот, дека они прават напори да прикријат. Значи да се отворат влезови, да се сокријат дискотеките и така натаму. Општо познато е во Македонија дека подземјето во договор со полицијата ги држи дискотеките. Општо познато е дека се дила дрога во сите такви објекти. И тоа мора да биде прекинато, затоа што Кочани веќе не е град. Кочани е една голема црна дупка. Таму нема веќе иднина. Таму ни едно семејство нема што не е засегнато. Нема иднина Кочани. Нема младост. Нема младост. И тие што се останати живи, со какви трауми ќе бидат. И колку од нив ќе се исалат сега. Затоа што немаат иднина.
Така што мора да се реагира, Македонија има проблем со корупцијата. Корупцијата е дојдена до најниско ниво и голем дел од полицајците се умешани у корупцијата. Како можело внатре да има полицајци, што го фалат? Ја не сум сигурен дека тој полицаец бил на задача внатре. Длабоката држава е тоа. Администрацијата поврзана со полицијата е штити корупцијата. Значи во најголем дел од случаеви полицијата е штити и дрогата. И такви настани се дозволуваат таму во таа дискотека 90 настани имало само во последната сезона. Одлично место е за да се шири и дрога и се. Тоа е проблемот што мора да се прекине. И не е само таму, и во Скопје, и во Струмица, во цела Македонија истото. Во Западна Македонија да не ви зборувам, проституцијата цвета. Ќе ги фатат украинките или молдавките или не знам српкињите и после недела дена пак продолжува се исто. Потоа сите го знаеме ние. И како можеме ние да велиме дека сме најбрзо растечка економија во Европа, да немаме 10 кревети за децата во болниците? Значи корупцијата се гледа на сите страни. Македонија мора да направи ресет, психолошки и политички и морален, од сите аспекти ресет. Мора да се смени начинот на кој се практицира политиката. Во политиката мора да дојдат луѓе кои што не се корумпирани, кои што не штитат полицајци. Полицајците се заштитени. Посебно високите ешалони, кои што ги организираат сите работи. За жал, и нападот врз мене што беше во 21 година. 2 физички напади. Моите индици се дека се полицајци умешани. Значи секој што не мисли исто е на мета. Секој е проблем. Последен въпрос. Освен България, разбира се, помогнаха и другите съседни държави на Северна Македония, за което голямо браво. Вчера обаче един политик, предполагам се досещате кой, вкара 50 човека репортери, фоторепортери, видеооператори при болни хора, превързани с страшни изгаряния в Белград. Страшно. Редно ли е да правиш политическа кампания в Македония на гърба на труповете на 60 младежи загинали? Апсолутно е одвратно тоа што се случи во Белград, но се случи и во Скопје. Исто и нашиот премиер истото го направи. Јас тоа сум го кажувал често кај вас, нели имам често и мои мислења објавам кај вас. Негова инспирација и идол е Вучич. Вучич е диктатор. Вучич не толерира поинакво мислење. И Вучич од се гледа да направи шоу, пиар и корист политичка. Не е начинот со луѓе кои што се во животна опасност да се прават такви снимки. И има примери во светот каде што еве Дейвид Камерон во Британија кој беше премиер, од болницата го избркава. Че му кажа тука не ви е местото. Можете пред болница да дадете изјава. Внатре не. Посебно што овие пациенти се осетливи на дишните органи. Многу мало нарушување на стерилноста на просторијата може да доведе до смртни последици. Само за фотографии, па ја мислам дека е претерување од невидени размери. Последни 2 думи за блиските на загиналите. Јас сакам да изразам длабоко сочувство. Се надевам дека ова нема веќе да се повтори. Уште еднаш да благодарам на Бугарија што се однесуваше пријателски и братски. Мислам дека ова е начинот на кој што двете држави треба да функционираат. Во овие неколку дена нема непријателства помеѓу Македонија и Бугарија. Овие 2 дена има братство, братска љубов и блискост. Тоа треба да биде секогаш од сега па натака.